Вистинското другарство им помогнало да не се предадат на поплавата. 17-годишниот Петар Велковски и тројцата негови другари Божјо чудо само ги спасило од водината стихија. 2,5 часа виселе на ограда додека беснеело невремето. Се почнало во жолтиот Матис, кој изфрлен од поплавата пред куќа во Стајковци, до вчера сведочеше за силното невреме. Се враќале од надпревар со дедото на другар му Мартин. Како што се спуштиле од обиколницата, се повеќе врнело и надоаѓало вода. Драмата почнала кога дедото излегол од автомобилот кој веќе бил заглавен до ограда на патот за да повика некој на помош, но од силниот дожд автомобилот почнал да се полни со вода. Момчињата решиле да излезат преку прозорецот за да стигнат до првата куќа, бидејќи во возилото веќе било ризично. Од тој момент само силната волја и меѓусебното бодрење ги држало во живот. Нивните родители, иако живееле во близина, не успеале да стигнат до нив. Се што слушале како од куќите им довикуваат да не затвораат очи и да се кренат повисоко. Студ, мрак и обилни врнежи е се што паметат од кобната саботна вечер. Ние преку прозор рипнавме на кров. Од кров у водата паднавме зашто колата ќе се превртеше у друг двор. Рипнавме и полека еден за друг се државме, стигнавме до портата и горе. До каде имаше вода во тој момент? Па над половина. Тешко беше да се движи? Да, ја 2 пати паднав, се напив и вода. Еден другар ми помогна, ме фати за рака, ме одлече до портата. Ја после се фатив за портата, го држав него да го фати другиот другар. И така се наместивме сите четворица, 4 души бевме, сите четворица се наместивме на портата. И така се наместивме некако да не може да паднеме. И едно време врнеше, едно саат време врнеше нон-стоп дожд. После под престана малце така се згреавме ние. Малце, зашто немаше ни ветер ни ништо и така малце се згреавме. И одново почна, ама тоа беше вториот пат посилен дожд врнеше. И имаше една кола пред нас, еден джип, не го познам човекот, али он ни светеше со колата за да не изгубиме свест, он ни свети и ние ако сме добри му враќаме, му мафтаме назад. Му даваме сигнали дека сме добри. Имало многу тешки мигови. Секој момент кога еден од нив ќе се предадел, другиот го стискал за рака и му велел дека брзо ќе помине се и повторно ќе се врата дома. Останали и без чевлите и без дел од облеката. Студот машки го издржале. Оградата која им го спасила животот, Петар вели, ќе ја побара од соседите за спомен дома. Од студот некој од другарите не може да ги осетат нозете. Јас затоа ги прашував, им помагав. И они мене ме прашуваат дали можам лесно да дишам, дали ме боли нешто. И така, потоа едно време, па кога почна одново да врне појако, исто така си помогнавме да се смириме, да не паничиме, си викавме дека ќе биде све добро. Ќе што застанал тука, ги понесе водата, децата на брзина изрипа. И ги гледате стубовите на кај живата ограда. Значи сите беа за стубовите на живата ограда накачени, колата веќе ја понесе. Цело време вика за помош. Ние ги гледавме, значи од терасата не можевме да се симнеме зашто вода имаше веќе до тука. Не можевме никој да им даде помош. Цело време беа на дожд, на киша, доека да се стимне малку за да може да се симнат. По цели 2,5 часа гола битка за живот на силен ветер и дожд полека почнало да се спушта нивото на водата која од улицата направила езеро. Тогаш таткото и чичкото на другарот Мартин успеале да се пробијат до нив и еден по еден да ги извлекуваат до првата куќа. За Петар и останатите жители од Стајковци единствената желба со која се будат и денеска е невремето никогаш повеќе да не се повтори. Чистењето продолжува, а мештаните велат кога ќе се сетат какво било. Дури не им се верувало дека може некогаш таква катастрофа да се среди, но денеска забележуваат голем напредок во работата. Улица број 11 се расчистува. Споредните улички веќе ги расчистија творници, да, дел по дел, меѓутоа се подобрува. Ќе му треба многу време и дека нема да испадне вака, но добро е. Добре. Супер. Добре, голема акција има. Добре. Више се гледа дека е при крај, остануваат тие ситници кои самите мештани треба да си ги средуваат од типот на бавчи, ниви, тоа е више длабока приватна работа која они мора да се средуваат и Кал отпад нема веќе? па се помалку и помалку има по улиците кал и отпад, више се гледат резултатите за целокупната помош што пристигна во Стајковци. Се изфрла преостанатиот отпад од куќите, се рамнат улиците, се дезинфицираат, се прават и последните проценки во Стајковци. Животот повторно се враќа во нормала.